Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие, и јас имаме право да знаеме вистината. Во ова и во наредната емисија ќе може проследите интервју со Златко Кесковски, човекот кој беше десна рака или шеф на обезбедувањето на Борис Трајковски, и тој е првиот инсайдер кој почна отворено и без ракавици да зборува за тоа што се случи во војната 2001 година. 80% од работите кои ќе бидат кажани во ова и во следната емисија ќе бидат ексклузивно презентирани пред македонската јавност, бидејќи поминаа 15 години и сега е вистинското време за некои работи отворено да се поразговара. Во еден временски период важевте за најблизок соработник на Борис Трајковски. Велеа дека сте потпредседател на државата, иако не сте албанец. Да. Добро, тоа беше од една констатација некаква на доста димовската. Главен за обезбедување, човек кој што контролираше све кај Борис Трајковски и клучен еден од клучните играчи на таа криза 2001 година, што е тема на ова емисија. Па главен за безбедност, да речеме. Сите безбедносни прашања. Сите безбедност. И прва пауза за реклами, останете со нас, следува подоцна втори дел на нашата вечерашна емисија. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Благодарам. Молам. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? 'Cause I can. Zinajko German Lemonade. За почеток да видиме каков е тој конфликт во државниот и војниот врв на Република Македонија. Не се знае или нема воопшто информација, почитувани гледачи, дека некаде средината на 2000 година Доста Димовски и Борис Трајковски, Димовска тогаш како министер за внатрешни работи, Трајковски како председател на Република Македонија, влагат во конфликт со Љупчо Ѓорѓиевски, односно работат на сценариото за смена на Љупчо Ѓорѓиевски од позицијата премиер на македонската влада и лидер на ВМРО ДПМН. Има неколку средби, клучните средби се прават во оно ловиште Фазанерија во близината на Катланово или тоа омиленото ловиште на Лазар Колишевски. На тие средби присуствува и шефот на изборниот штаб на Борис Трајковски на претседателските избори 99 година, тој министерот Душко Кадиевски. Со помош на келнерите, за кои се сметаше дека се лојални на Доста Димовска, таа информација се доставува до Љупчо Ѓорѓиевски. Љупчо Ѓорѓиевски дозна, ве вика на разговор Доста Димовска, кој му го раскажува и презентира целото сценарио. Димовска успеа да се спаси, подоцна да е аболирана од Борис Трајковски и на крај да заврши како директор на Агенцијата за разузнавање, меѓутоа цената ја плаќа министерот Душко Кадиевски. Има одредена информација или шпекулација, ќе провериме со вас, дека 2001 година или периодот пред 2001 година државниот врв, мислам на Љупчо Ѓорѓиевски, Борис Трајковски, Доста Димовска, го дочекуваат скарање меѓу себе. Точно ли е тоа? Точно е, да. Тоа е последица на една ситуација во ВМРО ДПМН-овите период,
од 2000 година мај месец. И бевме во страшно лоши односи ние како кабинет тогаш. Или Борис председателот Трајковски и Лјупчо Ѓорѓиевски. Со доста Димовска првенствено. Со доста Димовска. Да. Можеме ли да раскажеме што е? Имаше ли тогаш обид за пуч во ВМРО ДПМН, на чија чело беше Борис Трајковски и доста Димовска, односно да биде сменет Лјупчо Ѓорѓиевски? Па имаше некаков таква една ситуација во мај месец 2000 година. Меѓутоа начело беше или идејата беше на доста Димовска, не на Борис Трајковски, меѓутоа во секој случај Борис председателот беше ставен во форма на фронтмен од политички аспект, да речеме, од фигура како човек кој што Тој ги победи председателските избори, имаше Да, меѓународна меѓутоа во секој случај поддршка. тоа не беше планирано краткорочно, него долгорочно, нели, да се случи после завршување на председателскиот мандат. Тука значи Меѓутоа, во се секој случај доста во Димовска, тој момент го Душко изигра, Кадиевски, да, Борис Трајковски, значи Да. целата таа екипа Да, околу Борис меѓутоа Трајковски. председателот изигран беше во тој период. Како дознава Лјупчо Ѓорѓиевски? Не знам. Ви имате неколку средби, нели една од тие средби во Фазанерија, Капланово, во резиденцијата на Борис Трајковски, така Да, натаму. имаше средби во тој период такви, да речеме полутајни, како да ги наречеме. Може да се тајни бидејќи председател и тоаш министер за внатрешни работи беше доста Димовска, меѓутоа процури таа информација излезе во јавност преку вечер. Спец тогаш имаше една рубрика. Преку вечер излага дека Преку му се вечер спрема спец, државен, дека- односно му се спрема пуч на Лјупчо Ѓорѓиевски. и така излезе тоа на површина, меѓутоа овај по дознавањето на оваја некаква да речеме спремање на некаква Акција. долгорочна програма врзана со ВМРО ДПМН во тој период жртва излезе Кадиевски Беше сменет веднаш. веднаш. Лјупчо го менува од министер за Веднаш, да. урбанизам, градежништво, како беше, Да, она со долго име, министерство. Да, меѓутоа доста интересно тогаш се дистанцира од председателот. Се Значи, дистанцира. она иницијатор, кога Лјупчо открива аферата, доста да се дистанцира Се дистанцира. и останува во владата. Останува на иста позиција. Ниста позиција. Велите долгорочен проект. Ајде да видиме што би можел да биде пред да влеземе за крицата 2001 година, што би било тоа долгорочно. Според некои информации, Борис Трајковски сака да биде начело на ВМРО ДПМН, на место на Лјупчо Ѓорѓиевски, и ако не успее таа 2000 година, сакаше тоа да биде после изборите 2002 година, за да трча за премиерска функција 2006 година. Има ли некоја вистина во тоа? Значи, долгорочен во смисла на поддршката што имаше председател Трајковски од страна на меѓународната заедница воопштено, значи во тој период. И превземањето на партијата по изборите од 2002. Сакаше Борис да биде начело на ВМРО? Председателот тогаш сакаше да биде премиер. Сакаше премиер, Да. бидејќи има мали ингеренции председателската функција. Тогаш има два кандидати. Меѓутоа, Ѓор- сепак после завршување на председателскиот Мандат, 2004 година. Не за време на Председателскиот. Тогаш има два кандидати Да, за наследник на Лјупчо Ѓорѓиевски, Маријан Ѓорчев да, и Никола Груевски. да. Лјупчо застанува за Никола Груевски Да. и успева на тој еден ден или два дена пред Конгресот да ги победи сите конкуренти и да го донесе Никола Груевски на чело на ВМРО ДПМН. Да. Има информација дека Борис Трајковски со доста Димовска сакат на чело на ВМРО да го донесат Маријан Ѓорчев, кој ќе биде всушност само, како што Свич. беше Заев за Црвенковски, да биде привремено решение пред Борис Трајковски да дојде на чело на ВМРО ДПМН, кога ќе му истече мандатот 2004 година. Не, доброто не е јавна тајна е дека на Конгресот 2003 година дека е кандидатот Маријан Ѓорчев дека беше кандидат уствари на лобито на доста Димовска. И на Борис Трајковски. Да, меѓутоа во секој случај доста Димовска беше многу влијателна во ВМРО и во овој период. Значи, иако беше веќе, да речеме, 1,5 година надвор од структурите на партијата, меѓутоа таа беше и генерален секретар на партија, беше и подпредседател на партијата и таа цела структура надолу ја држеше доста Димовска. Меѓутоа во секој случај
По наредба тогаш на Лјупчо Ѓоргиевски ние го истрчавме теренот исклучително многу квалитетно, особено во оние места или комитети кај што имаше големо влијание Димовска. Со наредба дека треба да се изврши Значи тогаш лоби Борис, за Никола Груевски. значи Борис Рајковски сакаше всушност да дојде на чело на ВМРО и да биде кандидат за премиер на изборите 2006 Па да, ако земете во обзир дека 2004 му заврши мандат. мандатот, односно требаше Да. му заврши мандатот. Значи така раскара на државниот врв ја дочекуваат кризата или војната 2001 година. Да. Ајде уште една пикантност на почетокот. Како Бранко Царенковски, Борис Трајковски ги затоплуваат своите односи и како Борис Трајковски престанува да биде граѓанин од Трајковски и станува председател од Борис Трајковски. Има две средби во Дебар Мало во станот на сегашниот министер за одбрана Зоран Јолевски, кој има блиски, колегијални, а велати кумовски односи со Илија Иловски, тогаш директор на Комерцијална банка и близок соработник на Бранко Царенковски. Ајде да видиме пред да влеземе во тоа како Борис Трајковски ги затоплува односите со Црвенковски, бидејќи нели Црвенковски после 99 година Борис Трајковски го означува или го нарекува граѓанинот Трајковски. Значи нема комуникација помеѓу лидерот на опозицијата и помеѓу председателот на државата. Да, Како ги затоплуваат односите Борис Трајковски и Бранко Црвенковски? Неколку средби имавме со Црвенковски во тој период. Тајни? Значи ова исклучително тајни. Во тој период е негде околу мај 2000 година. Значи само 7-8 месеци по изборите, односно 6 месеци по изборите. Па 5 можда, бидејќи е на 18 декември е инаугурацијата на председателот. И Кај ги имате тие средби? во центар на Скопје. Во центар на Скопје. Меѓутоа во секој случај имаше две средби последователни една по друга. Во приватни станови? Да. И во многу така ужок круг. Кој беа на тие средби? Можеме ли да кажеме? По еден представник двајца од две страни. Значи Борис Трајковски од вама, Бранко Црвенковски. Да, и по еден од Вие, значи, ја од кабинетот. Зоки Миравац од страна на Бранко Црвенковски и кој е третиот човек од страна на Бранко Јас со Црвенковски? Зоки Миравац не се видов тогаш. Така? Меѓутоа Кој беше таму? Илија Илевски? Двајца блиски соработници, тоа е многу интересно, меѓутоа Илија Илевски, Зоран Јолевски, сегашниот министер за одбрана. то констатирајте си го сами јас. Значи тоа се тие тарни средби кај што се затоплуваат односите Се помеѓу. затоплуваат односите и после тоа веднаш, ако не се лажам, Пенов прв пат го председателот од граѓанин го нарече председател официјално или Ристо Пенов, Да, Ристо Пенов. ко градоначалник на Скопје. Како градоначалник на Скопје, тука после понатаму веќе почна да се полека да се смируваат односите. Не дека тие порасна, не знам до кој степен, меѓутоа во секој случај да се избалансираат односите. Како Бранко Црвенковски влегува во таа влада со Лјупчо Ѓоргиевски? Која е улогата тука на Борис Рајковски? Значи, овие се тие пикантности политички кои јавноста не ги знае. Ние сме ги разговарале на кафе пиење, меѓутоа никош јавноста македонска не ги има дознаено како Борис правил пуч против Лјупчо Ѓоргиевски, како се смирил со Црвенковски. Ајде име како Црвенковски влага во владата на Лјупчо Ѓоргиевски. Значи, видите, тоа е после почнување на конфликтот 2001 година, по барање на Лјупчо Ѓоргиевски, тогаш како премиер, заради национален консензус или единство, да има средба со опозицијата, нели, во тој период. И како посредник се јави председателот во тој период да може да гарантира за успешната средба помеѓу овие две, тогаш едната страна беше ВМРО ДПМН како влада, а друга страна СДС како неголема опозицијска партија, со тоа што иницијативата беше поради фактот што се поголем број од ДПА во тој период се приклонува кон дејствијата на УЧК. Од ДПА? Да. Од партијата која е дел од владената коалиција? Да, во тој период тенденција имаше да се поголем број од ДПА се приклонуваат кон политиките, па дури и кон
се поблиску до структурите на УЧК. Иако Мендух Тачи Арбен Джафери има многу тврд став, дека се Значи, тоа криминалци со кои треба војно да се рачисти. По ниските структури, Хисни Шакири на полека почна да се значи овие се информации кои што ги имала службата во тој период, нели? И во тој амбиент Од тие причини беше поттикната таа средба со, значи заради постигнување на единство на македонскиот политички блок и со тие барања, со тој настап дојде Лјупчо Ѓоргиевски со Бранко да разговара. кај е таа средба одржана? Во вилата председател. Така Цренковски влегол во владата на Лјупчо Ѓоргиевски. Па следствено на тоа побарање на тогашна ВМРО дека треба да имаме единство и тоа единство бараше опозицијата да ја поддржи владата во нејзините действија во тој, нели, тогаш имаше и воени действија. Значи ова е веднаш после Танушевци, веднаш после Кале и така натаму и меѓутоа резултатот е на сета на овие средби две последователни е дека СДСМ би влегла во поддршка на владата, меѓутоа која би учествувала во владата. И така напредува. Така да би се добило некакво национално единство. До сега во јавноста имаше информации дека првите информации или тајни податоци дека нешто се подготвува во Република Македонија ги доставува српските служби. Меѓутоа има една средба или две средби за кои никој не разговара во рамки на Република Македонија. Тоа е некаде пролета, летото од 2000 година, тогаш Љубе Бошковски, замени шеф на државна безбедност, има две средби со структурите на МОСАД, едната во Гевгелија, едната во Грција. Првичните информации дека нешто се подготвува и дека МОСАД ги нуди своите услуги на територијата на Република Македонија да помогне да биде разбиена таа група која сака да направи вооружен конфликт, му ги доставуваат на Љубе Бошковски, меѓутоа ниту Љубе Бошковски, ниту Лјупчо Ѓоргиевски се согласуваат на одредена интервенција и асистенција на МОСАД во растурање на целата таа конструкција. Кога според вас почнува војната во Македонија 2001 година? Кој настан можеме да го сметаме како почеток на војниот конфликт? Ние мислам дека во анализите и тогаш, меѓутоа и сега, бидејќи или тоа ми е и професија во секој случај, го сметавме Арачиново, случајот во Арачиново во јануари 2000 година, нели убиството на двајцата инспектори, еден полицаец на пунктот во Арачиново, да. На влезот во на 2000 година. Удолницата кон Арачиново, патот стар Тоа е што на Скопје 2000 година, да. Тоа е некаде јануари. Сега некој го смета дека е овај теарце напад на полициската станица, меѓутоа ако се вратите назад, ќе видите дека од овој момент од Арачиново се случуваат уште некои 4 или 5 сериозни инциденти на безбедносен план. Можеме ли за Арачиново? Тоа е еден грозоморен чин, кај што се убиени двајца припадници на таа, ајде да речем, полиција сообраќајна и еден припадник на униформираната полиција, еден успеа да се спаси. Таму се убиени двајца инспектори за моторни возила, колку што се сеќавам јас, инспектори во цивил и еден полицаец. Без предупредување со калашников. Без предупредување. Екзекутирани, значи во секој случај на таква тие застануваат колата, чин, значи овие излагат од колата за и време директно на контрола, има контрола на моторни возила, претпоставуваме некоја акција каде што се контролираат дали има возачка, дали нема укради. То се контролира дали е легална или не е легална возилото. Па контрола вршат обично такви акции пунктови. Има ли во еден таков момент се случи еден ваков чин кој што е, видите, криминалците во принцип не вршат екзекуција на полицајци, одбегнуваат да има жртви полицајци, бидејќи то неминовно им значи минимум доживотна робија во секој бизнесот. И бизнесот им тоа се случи убиство на полицајци екзекутирани кои што и не морале да бидат убиени. Имаме ранет еден полицаец во униформа кој што е екзекутиран после тоа. Значи ранет е екзекутиран. Екзекутиран така да со неговиот пиштол, значи доаѓа овој албанецов, го зима пиштолот на полицајецот кој е ранет и со неговиот пиштол го екзекутира. Тоа е еден од полицајците. Сега
Кога ќе го земете тоа да го изанализирате, ќе видите дека во суштина не се работи за криминал, него веќе има некоја Терористички акт. Напад врз институциите. После тоа следствено почнавме да добиваме. Ние, да речеме 2000-та година, таму во јануари имаше, после тоа, или почеток на февруари, имаше обид за гранатирање на државната безбедност во Тетово. Неуспешен. Полициската станица. Да, неуспешен. Имавме предупредување да не одиме на отварањето ние како председател, како институција, да не учествуваме, односно да не го отвараме традиционално шарпланинскиот куп. После тоа имате напад на неколку патроли на армијата, нели? Имаме ранети армиски припадниците на АРМ, кои што ја контролира границата. Имаме во Блаце инцидент, имаме Липковскиот дел кај рудникот инциденти и така натаму. Значи, И сето тоа е во 2000-та година, значи не пред 2000-та. условно речено војниот конфликт. Пред Теарце. Значи пред Теарце гранатирањето Имаме една така полициска 2000-та станица. година, 2000-та година едни сериозни инциденти се домилиоа. Тука треба да расчистиме две работи, почитувани гледачи. Али Ахмети е познат на македонската полиција уште на почетокот на 80-тите години као студент во Приштина, тој учествува во оние големи приштински протести и немири. Меѓутоа таа информација која некаде во ноември 2000 година доаѓа до македонските служби, македонскиот државен врв е дека Али Ахмети се наоѓа на чело на таа група која сака да направи вооружен конфликт во рамки на територијата на Република Македонија. Има уште една информација, таа е некаде од пролета летото 2002 година, кога веќе е завршен војниот конфликт, кога Али Ахмети веќе формира својата политичка партија. Дел на безбедносните структури на Република Македонија, по примерот како е елиминиран Джемо Хаса, сака да го елиминират и Али Ахмети. Таа операција е доставена до државниот врв, ни Борис Трајковски, ни Лјупчо Ѓорѓевски не прифаќаат 2002 година на тој начин да биде екзекутиран Али Ахмети. Кога прв пат, како државен врв, или вие како кабинет на председател, или вие како главен за безбедноста во кабинетот на председателот, дознавате за име или за лице Али Ахмети? Па, негде од прилика во ноември 2000-та година. Ноември? Да. Значи, тоаш прв пат се дознава за Али Ахмети. Да. И кинете стално велеа дека на почетокот на конфликтот не се знаеше, или ние како македонска страна не знаевме кој е начело на таа структура, на ОНА, на УЧК. Имаше информација. Дека Али е. Примарната информација е во ноември месец од прилика 2000-та година и тоа од амбасадата од Брисел. Од нашата амбасада во Брисел. Да. Дека се припремат група една на албанска емиграција која што во содејство со структурите на УЧК во Косово, меѓутоа примарно од емиграцијата во Европа, поддржана со емиграцијата и огромното лоби во САД, нели? Дека подготвуваат некаков воен конфликт во Македонија, односно формирање на воена структура. Значи тогаш прв пат се слуша за Али Ахмети, таму веројатно добивате список колку што се информација, кај што се наредени имиња на 7-8 луѓе кои се вклучени во тоа сценарио или таа подготовка на воен конфликт во Македонија. Тука кои се Фазли Велију, Емруџ Џемили од Косово Дурошот. Целата позната е таа структура. Целата структура, не е тајна сега. Муса Џафери и така натаму. Меѓутоа во секој случај информацијата тогаш стигна, се провери и кај нас и во Министерство за надворешни работи, меѓутоа 2000-та година беше една исклучително пријатна, да речеме, година за во едни меѓунационални релаксирани, да речеме, односи, меѓутоа и од економски аспект. Добра бизнес година беше таа. Така да мислам дека никој не очекуваше, односно не ни помислуваше дека е можно да се случи било каков конфликт помеѓу македонци и албанци во тој период, имајќи во предвид дека најекстремно десните партии кои што се рачуна во тој период, нели, од една страна во МРДПМ, на друга страна ДПА, се во заедничка коалиција и треба да ги контролираат страстите,
условно речено. Има многу приказни, најчесто тие приказни ги пушта структури блиски на Мендух Тачи и до ДПА на Арбен Джафери во тој временски период, дека некаде уште 99-2000 година структури на СДСМ во Виена имале средба со Али Ахмети. Воопшто не е документирана таква средба или македонските безбедносни и политички органи немаат информација официјална за постоење и организирање на таква средба. Меѓутоа има информација дека во текот на 2002 година Владо Бучковски, тогашниот шеф на јавна безбедност господинот Бранко Бојчевски и Илинка Митрева имале 2 средби со Гзимо Стрени кој беше начело на генералштабот на ОНА, едната средба во селото Лескарце, едната средба во селото Шемшево и тоа е некаде пред парламентарните избори 2002 година и на тие 2 средби е договорена коалицијата помеѓу СДСМ и ДУИ. Како Васил Тупурковски излага, бидејќи ние забораваме еден сегмент, едно битно прашање, дека Васил Тупурковски ја напушта владата на Лјупчо Георгиевски и тоа е само неколку месеци пред војниот конфликт. Ако вие ги имате како председателски кабинет овие информации, ако амбасадорот наш од Брисел ги праќа информациите за Али Ахмети и групата на Али Ахмети, мислам дека тогаш е господинот Теговски амбасадор во Брисел, мислам дека така, не сум проверил, Теговски е во изворедно блиски односи со Васил Тупурковски. Тие информации ги има и Васил Тупурковски, дека се подготвува нешто, дека се спрема нешто. Беше вице-премиер, подосно и за... Не, министер за надворешни работи беше Александар Димитров. Да. Шеф на ДБК беше Бојан Бојановски, значи човекот најблиска доверба на Васил Тупурковски. Васил Тупурковски одлучува да излезе од владата на неколку месеци пред војниот конфликт. Мислам дека изненадувачки беше потегот на Тупурковски. Не го очекувавте? Па видите, после година и пол дена, 2 од прилика од владење, без опипливи прижиневи излегвите од власт. Останал ВМРО со 62, 63 пратеника. Со 61. Кој мора Лјупчо да ги носи по молика, по вамо, по намо, за да може да ја зачува таа влада. ВМРО, ТПМН во тој период имаш и внатре, имаш и во партијата луѓе кои што профитираа од овој период. Конфликт гледате со доста Димовски, од пратеници зборувам. Со Борис Трајковски, па за да обстане владата. Значи гледате Борис Трајковски доста така да, па Васил Тупурковски, па СДСМ кој победува на локални избори. Она што ние го знаеме во тој период е дека и ДЕА во тој период исклучително се против излегувањето на голема група на луѓе. На Васил Тупурковски. Да, од надвор од власта. Вклучено и тука... ако го изанализирате тој потек тогаш, со денешницава ќе видите дека е исклучително лош. Да, нема таа партија. Тука има ли улога на тој олигархиски фактор, на таа олигархија македонска, тие големи тајкуни, бизнисмени, кои притискаат да падне владата на Лјупчо Георгиевски, а тоа смета дека ќе се направи со излегување на Тупурковски од владата? Па тоаш имавме информација ние дека има нели блиски средби помеѓу Бранко и Тупурковски и од друга страна ПДП како фактор нели од албанците. И од трета страна тајкуните во Македонија или олигарсите. Да, меѓутоа еве тоаш не успеа тој момент. Сега меѓутоа нас како влада или како партија, ајде тогаш да го наречеме, ослабеа малку позициите нормално. Се смета дека еден од оние клучни потези кои предходат на тој посериозен воен конфликт е она средба Трајковски Куштуница тука во Александар Палас во Скопје, кога е подпишан тој договор за разграничување или таа гранична линија помеѓу тогашна СР Југославија и Република Македонија. Да, тоа е самит на југоисточна Европа. Кога јас се разговарам со албанците, велат дека всушност тоа ја запалува таа црвена сјаличка, дека не, значи, еве сега ќе биде расчистена таа граница, дека всушност Косово нема да има граница со Македонија, тука ќе има СР Југославија, дека тоа всушност бил тој притисок врзнив за да може да действува побрзо. Услови за да се напред било каков конфликт во Македонија во тој период не постои. Значи, меѓутоа стратешки е напред. Стратешки планирано е во планот на действување и формирање, не знам, на поголемо влијание и така натаму некои работи кои што видите за тоа што се случи или тоа што се доби по 2001 година, апсолутно е непотребен воен конфликт и жртви. Ке се добиеше без воен конфликт? Па, во секој случај, значи не е нешто кое што вие го добивате и тоа е, значи Македонија не се федерализира, не се распадна. Немаше размена на територии, кој што се бараше и така натаму. Да, значи... Се извинам тука, ако збориме веќе за тој српски фактор.
Значи и тогашниот шеф на полицијата на СР Југославија Живковиќ во интервју со мене и Бог да го прости поранешниот премиер на Србија господин Џинџич во интервју со мене и Љупчо Ѓорѓиевски во интервју со мене и Срџан Керим кој тогаш беше министар за надворешни работи и во некои неврзани разговори Зоран Крстевски кој е вице-премиер во тогашна влада после излегување на Васе Топурковски од владата потврдуваат дека на таа средба во Белград, кај што се македонската и српската страна на вечера, дека точно на македонската страна и се дадени пунктовите кај што делуваат овие албански екстремисти. Кај што се камповите. Камповите, што ќе се прави, како, значи сите ја потврдуваат таа средба, сите ги потврдуваат тие информации, а никој не делува. Значи, вака имате ли логично објаснување? Информации дека има кампови, дека се припрема нешто, има и македонски служби. Значи не е то ексклузивитет од српските разузнавачки служби што ни ги дале нас. Меѓутоа претпоставувам дека посериозно го сватиле то кога веќе и српска разузнавачка служба им го то пренесла како информација. Иначе дека нашите служби има информација, има, ние рачунете дека е цел бункер со оружје и со амблеми, униформи и така натаму фативме во 2000 година. И зашо не делува? На Липково. И зашо не Еве делува? ви кажувам, затоа што гаранцијата за меѓунационалните односи од едната страна и од другата страна ги дава без и малку резерва ДПА од страна на албанците и ВМРО-ДП од страна на македонците. Значи, тој потек на формирање на УЧК и починување војни действија исклучително многу ги изненади албанците во Македонија. Посебно во владата, ДП. Да. Така да, не е овај некој процес кој што се учесници албански политички структури. Нити една не е уклучена. Подоцна ПДП се вклучува. Подоцна е веќе не ПДП изигра една улога на гласноговорник на УЧК. Да, без собствени ставови. ПДП и се стопи подоцна во Да, Дури. меѓутоа без собствени ставови, тоа е многу важен еден момент. Значи, онако што УЧК сакаше да го... ПДП го кажуваш. Да. Кој тука пострадуваше? Британската служба? Меѓу нив? Да. Па видите, меѓу нив, види, Васко, Тогаш во почетокот, сега да видиме. Во почетокот немаше никој комуникација. Они Значи, велат ова дека- беше една структура која што се јави, која што ги даде своите барања и така натаму, со комуникеа, па дури со интервјуа. У тие први комуникеа, луѓе што се разбират, беа дипломатски речник, дипломатска лексика. Значи структура на реченица која Значи, ни Алија Кметиник зимо страни може да направи, нема дека шанса. има улога на некои разузнавачки служби има. Се сеќавате тогаш Марк Дикинсон го вадеше они Хаџи Реџа на пресконференција пред него да каже што треба да каже во британска амбасада и така натаму. Вака може да вие сте добар новинар, ке Па и сега и тогаш британската служба ги прави тие највалкани работи. ПДП немаше никаква Кој е тој британски офицер во ОПСЕ кој ги прави првите заминување на луѓето од ПДП во Призрен и средба со Али Ахмети? Тука има еден британски агент на МИ-6 кој е во ОПСЕ кој ги прави тие први контакти и ги пренесува преку граница и ги носи на средба во Призрен. Учествуваат доста луѓе во тој еден. Уште е рано. Рано е. Уште е рано се каже. Видите, дека има уклучено разузнавачки служби има, меѓутоа сепак вака ако сакате нешто да ви доловам, не се оние не е она служба која што македонците смета дека е. Секогаш ги смета дека се други. Значи не е ЦИА на почетокот, тоа сака да кажете. Видите, значи имат некој дел на разузнавачки служби кои што не комуницират со нашиве фактори овде. Со нашите служби. Да. И политички субјекти. Така да, ова е една изведена ситуација на незрела политичка или меѓунационална состојба во Македонија и конфликтот е непотребен во тој период. Меѓутоа се развива. Господин Кецковски, цело време знаете каде е Али Ахмети дека е конфликтот, он е во Призрен, па подоцна носен во Шиповица и така Цело натаму. време, да. Цело време. Не сте го имали на нишан, како наши служби? Или би било забрането? Секогаш бил на нишан.
Ми добро. Што сте правеле? Видите, во еден период стана фактор. Па вие не сте мајка Тереза, мајко Боселеди ко служби. Добро, ја не бев директор на државна безбедност. Вие не сте хуманитарна невладина Јас организација. не бев директор на државна безбедност, добро. јас бев на председателот. Да, мислам и Комуницирав со сите останати служби. Врховен команданте. Да, меѓутоа немаме ингеренции ние такви. Немате, Нити а? имаме можности. Цело време знаете и цело време всушност така. Благонаклоно кон него. Во еден период не беше фронтмен Али Ахмети, после се појави како политички Кој е фронтмен? лидер. Овој Емруш Фейзулаху? Па од почетокот, не, фронтмен зборам што ги води Што е главно? во јавност. Да. Во еден подоцнежен период се јави политичкото крило, ако се сеќавате, од почетокот беше тоа само едно воено крило кој што врши действија. И по подоцнежниот период. Ова, видите, конфликтот во Македонија не трае со години. Конфликтот во Македонија неколку месеци и сето многу брзо се случи. Нели? И сега, меѓутоа, по појавувањето на Ахмети како политички лидер на оваа воена структура, веќе беше дојдена ситуација на фактор. Фактор значи преговарање. Ние од првиот момент немаше преговори, меѓутоа во еден момент дојда преговори. Не можете да тргнете да ликвидирате некој со кој преговарате. Видите, од друга страна тој контакти имат веќе и со меѓународна заедница и така натаму. Меѓународната заедница, но со странците го носат од Призрен во Шиковица? Па не мора да значи. Видите, се контролирана требаше да биде границата од Косово од страна на Обединети нации. Тогаш тие се тргнаа. Постојано наше признавање на Тајван. Кога ќе земите да изанализирате 2001 година, ние да речеме нападот на Радуша, имавме напад на Кызак во тој период, Косовски заштитен корпус, со отворена граница комплетно, без никаква контрола, од друга страна контролата треба да има квор. А квор треба да е Обединети нации. Нели, под юрисдикција се на Обединети нации, пошто тоа се сили, мировни сили таму. Така, ако земите во обзир дека границава неа никој контролира, а юрисдикцијата на територијата е на Обединети нации, тоа ќе заклучите дека ние уствари во Радуша во македонска безбедносни сили беа нападнати од страна на територија на Обединети нации. И тоа е парадокс, нели? Така да видите, има многу парадокси. Границата беше швајцарско сирење, како да ви објаснам. И ако Косово не постоеше како логистика на албанци во Македонија за конфликтот, тие не можеа да направат никаков конфликт. Албанија е многу... Албанија е затворена, ако гледате, географски е затворена. Значи, планински венци. Па венци, планински, тешкопродни масиви. Од друга страна, Косово имате одлична една комуникација на пролази и на Шарпланина и од една и од друга страна. Имате Олипковскиот дел мало поблак, имате Никушта кој ше е поблизу. Танушевци, така не са. Целата логистика нас ни доаѓаше од таа страна на УЧК, а од друга страна треба да е контролирана од Обединетите нации. А се што се случи во држава, секаков прилив и на жива сила, и на оружје, и на било каква логистика за нив доаѓаат од косовската страна. Ајде да видиме како е политички елиминиран Љубен Пуновски, тогаш министер за одбрана во владата на Република Македонија, на чело на целата операција Достадимовска, која некаде октомври-ноември 2000 година дознава дека блиски роднини на Љубен Пуновски се вклучени во одредени криминални активности. Целата таа афера се наоѓа на работното биро на Достадимовска, меѓутоа не во Министерството за внатрешни работи, туку во нејзината канцеларија во ВМРО ДПМН. Чека 4 месеци и во текот на војниот конфликт таа афера става на маса и на тој начин политички елиминиран Љубен Пуновски, кој е еден од гласните или најглавните заговорници за енергично расчистување со тие терористи кои делуваат 2001 година против Република Македонија. Кој е кој и кој е на какви позиции во државниот врв? Бидејќи државниот врв тамо тој период некаде до март, април месец апсолутно лута како во магла,
Ние сега се уште не ги знаеме нивните позиции. Тогаш е председател Борис Трајковски, премиер Љупчо Ѓоргиевски, министар за внатрешни работи Доста Димовски и министар за одбрана Љубен Пауновски. Најголема жртва испадна Љубен Пауновски. Ајде да видиме каква е улогата и каков е ставот на Љубен Пауновски. Бидејќи во државен врв има две структури. Едните кои сметат, односно три структури. Едните кои сметат дека треба да има силна акција на војската, вторите кои сметат дека треба да има силна акција на полицијата и третите кои од тогаш пред да почне конфликтот сметат дека не треба да има силна акција. Каква е позицијата на Љубен Пауновски? По почетокот на конфликтот, зборувам за Танушевци, се и тој е еден период од 15 на 20 дена. Дефинирање на кризата, малте не имаше секој ден, скоро на ден или на два, Совет за национална безбедност заседаваше. Ставовите тогаш се оние во можда повеќето анализи на аналитичарите кои што сакаат да одолувате, дека тука и се изгуби драгоцено време за справување со овие структури кои што беа на сам зачеток. Што значи тоа? Дека се кршеа копијата кои има ингеренции во тој период. Дали војска или полиција? Дали војската и полицијата. Во тој пограничен регион војската имаше ингеренции, нели некои 2-3 километри како појас. Меѓутоа, од друг аспект, во урбаните средини имат полицијата. Тука настана еден конфликт или толкување на уставот, дали да или не, и тој период за жал траеше исклучително многу, некои 15 на дена. Од едната страна беше Андревски како началник на генералштаб, од другата страна Доста Димовска како министер за внатрешни работи. Меѓутоа, според ставовите, во тој период премиерот заедно со Пауновски беа во една таква мислење дека треба исклучително силна акција, која што беше вербално и политички поддржана од ДПА. Значи премиерот Ѓоргиевски Да. и министерот за одбрана Да. смета дека треба на силна воена акција. Председателот имаш оставено на војската. Каква одлука ќе донесе? Да, значи Борис Трајковски вака за волја на вистината и за жал на многу критичари негови немаше некакви донесени одлуки кои што длабоко влијаја врз процесот на војната. Збориме од аспект на врховен командант. И Доста Димовска, Доста Димовска, која смета дека не треба да има силна акција? Доста Димовска малку сакаше да се изолечи во тој период, мало да се тргне на да страна. не е таа главниот. Полицијата да не учествува. Да, меѓутоа Љубен Пауновски беше за исклучително силна акција, се реши денес тоа. Без разлика кој ќе действува. Да на крај да се заклучи дека ќе се менуваат униформи и така натаму, кој што тешка глупа за една. Дека ќе се менува дека полицајците ќе, односно војниците ќе облакаат полицајски униформи. И се земете ќе се префарбуваат од оваа дистанција, ќе дојдете до една заклучок дека уствари Раштима на оркестар. Добро, господине Кицковски. Меѓутоа се извинам само тука моментов. Кој го мести тогаш Љубен Пауновски со таа афера? Доста Димовска го екзекутира политички Љубен Пауновски? Да. Тоа беше афера откриена некаде октомври, ноември минатата година, значи 2000 година. А му се пушта аферата во ек на војниот конфликт. На војен конфликт. Значи тоа беше она што подоцна го добивме конфирмација дека Димовска си го имала досието не за некакво осомничување се. Ја нема ти можам да го окривам, нити знам, нити сум го разгледувал. Тоа афера со конзерви и така натаму. Да, нити сум разгледувал дали тоа е веродостојно или не, меѓутоа некакви документи кои што значат дискредитација ги имала пред да почне конфликтот. И ги пушта во јавноста во време на конфликтот. Точно после почетокот на конфликтот. Односно по овие расправи околу формата. Не, него суштината, околу одлучноста во справување со. Тоа ми беше поентата, дали жестоко или мирољубиво. Да. Така екзекутиран, значи.
Љубен Пуновски како еден од заговорниците за жестоко расчистување со терористите. Точно, тоа е исклучително точно. Најголемата енигма или енигмата на сите енигми, кој стои зад планот на Роберт Фровик. Тој е некаде март месец 2001 година и тој план подосна е преточен во рамковниот договор кој се усвојува на 15 август 2001 година. Ако американците активно се вклучат во македонската криза после мај и таа средба на Борис Трајковски и Џорџ Буш во Вашингтон на почетокот на мај 2001 година, се постава прашањето Роберт Фровик, кој се знае дека агент на ЦИА, по чии налог, по чии наредби го дава тој план на Фровик кој подосна се преточува во рамковниот договор. Што е со планот на Фровик? Тука во јавноста постои едно непишано правило дека Фровик и Борис Трајковски биле блиски пријатели. Беше представник на ОПСЕ. Сите знаеме кој е ОПСЕ, нели ОПСЕ е организација преку која делат американците ЦИА. Фровик беше близок. Најме Вокар што правеше во Косово 99-та. Значи Фровик беше близок пријател на председателот. И во една исклучително добра комуникација. Меѓутоа во еден период тамо негде мислам дека е крајот на март, почеток на април, Фровик дојде со еден план за на преговори, односно на договор за смирување на ситуација. Тоа е значи после Тетовското кале. После Тетовското кале имаше раздвижување, меѓутоа немаше некои големи воени действија. Тоа се чувствувавме како победници, нели? Сме влегле во Тетовско кале, добро, сме зазеле. Тетовското кале имаше Бродец. Така е. Нели, Имаше неколку акции кои без... Меѓутоа не беше развојот најголем на кризата се случи не е отворен Липковскиот фронт, не се отвори некој друг. Не се отворливе Липковскиот фронт е една сериозна знака на Значи, ако тргнеме, тогаш почна да се развива вака фронтот во една поширока линија. Меѓутоа, во овој момент... Тој момент Фровик настапи. Во овој момент, кога Фровик настапите, веќе нема некои големи раздвижувања. Фровик донесе еден документ, еден договор, кој што во тој период не можеше да биде во никаква смисла прифатен, да речеме. Шокантен беше тој. Да, е во суштина идентичен на рамковниот договор кој што денес го имаме во уставот на држава. Кој стоеше зад Фровик, знаете? Дури мислам во поблага варијанта. Планот на Фровик? Да. Кој стоеше зад Фровик? Кој стоеше зад Фровик? Видите, значи сигурно Фровик не му текнал самиот да го то создаде. Мислам дека меѓународната заедница планираше да го смири ситуацијата, да ги зголеми малку да речеме статусот на албанците, односно некои од барањата да му се удоволат, меѓутоа да имат некаков баланс и да не продолжи конфликтот, бидејќи видите, раст имаше Македонија. Не имавме исклучително добра позиција и економски, и политички, не поддржуваа, почнавме преговори, нели, со Европска унија, стабилизација, асоциација, ноември 2000 година, ме разбирате, значи не е ова ситуација која што условно требаше да се случи во 2001. Тој план на Фровик подосна имаме non-paper на Срđan Керим, нели, кај што вела дека преку комуникација со грците, Фровик го донесе планот, го представи и го представува пред Борис Трајковски. После председателот го консултираше сите останати, тука настана еден хаос во однос на ставовите на македонската страна, во однос на предлогот на Фровик, бидејќи ситуацијата не беше толку лоша, него ние можевме да се справиме со сите војни предизвици и нели малку се сеќавме како многу јаки и тука Фровик отиде по вода, вака по народски каже. И по барање на председателот е прогласен за персона нон грата. Иако бе блиски. Да. Како недозволено действие или барање на ваква еден договор кој што немат основ. Зашо ја прашам? Планот на Фровик е некаде крај на март, почеток на април. Да. Посетата на Трајковски на Америка и средбата со Буш е некаде мај.
Значи месец дена после тоа. Месец и Иако нешто. смета дека ЦИЕ е вклучена цело време во конфликтот, американската улога станува видлива дури после мај месец и после средбата на Трајковски со Буш, помладиот. Затоа цело време запрашувам британците ли се, кој ли стои затворник, како стои затворник, бидејќи Не, тогаш видите, Трајковски бара учество вака. на американците во војниот конфликт, вака, во таа средба во Вашингтон. Македонија имаше одврзани рајце за действување. Цело време. Цело време. Значи, нигде во ниедна, не ќе најдете нити во истражувањата, нема да најдете нигде спречување на действување кон радикалниве групи кои што не се поддржани во тој период нити од политичката структура, нити од населението. Нити од меѓународниот фактор. И значи ние Робертсон имаме вели ситуација, терористи, дури и Џорџ Робертсон, криминалци. Џорџ Робертсон директно да се обрати дека треба решително да се расчисти со таа групација. Сте тогаш на некој начин линк меѓу Трајковски и меѓународната заедница. Примате целата таа кореспонденција, комуникација, писмена, телефонска на Борис Трајковски. Не сум линк, меѓутоа ги примам повиците, да речеме. Писмата и така. Има ли тогаш во тој момент, ајде да речеме сомнешка меѓународната заедница или наклонување на страна на овие терористички групи во тој момент, или Македонија има навистено одврзани раце? Македонија има одврзани раце. Значи нас не биваше. Мислам и во еден период дури председател констатира дека ние немаме како институции немаме изградено стратегија која што се нарекува борба против герилско действување. Значи сите капацитети на армијата, нека не ми замеруваат, меѓутоа ќе сватат дека е така, наследени од ЈНА, сите школи кои што ЈНА ги имаше претходно се во една сосем друг начин на војување, значи одбрамбен начин на војување, кој што стратешки, ако е победен, преминува во герила. Значи ЈНА таква стратегија имаше. И то се покажи во Србија. И Србија не најде начин да се справи против албански герилци. Значи ние немавме, ајде да речем, командно, штабен концепт и модел немавме како можност да да создадеме стратегија за герилска војна, против герилска војна, која што е исклучително многу тешка. Значи, многу е тешко справување со герилски единици, бидејќи сега ти се евуваат во Липково, утре ти се евуваат во Никуштак, заутре ти се... влагат од Косово. А ти влагат од сегде и имаат исклучително добра логистика. Истарнирани во војна 99 година. Регионов на действување е целиот пограничен. Така е. Зато немате вие во Кичево почеток на војни Гостивар. действија. Зато немате Гостивар, логистика нема. Гостивар е према албанска граница, затворена како котлина од масив. Дебар немате затоа што изолиран. Албанија ги предаде сите капацитети тогаш во Косово, после 97 година, нели, тој влегувањето на армијата, нели, магацините сите ги спразна. И немате и струга, бидејќи во струга многу мало логистика може да се внеси тоа страна на албанска. А сите овие, да речеме, конфликти Али зато имате во Липково, Тетово и Скопје, кои што идеални се позициите. А, например, после Втората светска војна или во текот на Втората светска војна, главните битки се Кичево. Се Кичево и Струга. Струга и Гостивар. Гостивар. Сега нема. Конфликтот во Македонија предизвикан од албанци од Косово. Конфликтот во Македонија не е предизвикан од албанци од Македонија. Чи Косово. Па сите се школувани. Во Македонија се многу голем број албанци во Македонија се од Косово. Во последниве 20 години. Посебно после земјотресот. И тие се оние кои што не знаат да говорат на македонски. Или она... И тие се главни во конфликтот. Па 80% од учесниците се од таа гарнитура. И таа гарнитура е населена точно во овој регион за кој што го пограничен. Да. Значи овој другиот дел не е од таму.
Вие имате ситуација да албанците не сакаат воопшто да тргнат во Струшкиов регион да прават конфликт, бидејќи немаат зашто. Имаше тогаш во тој период многу приказни шпекулации, не знам ке праве може и истини, кај што овие борбени структури всушност и се изживуваат врз албанското население. Го злоупотребуваат. Значи, Ајде да речем, има дури јавувања за разни силувања, за разни напади, за разни живувања. Значи вака, за секое семејство беше должно од албанска население тука да кој што има млад син во семејството, еден или двајца да го ги испрати во единици учека. Исклучително голем број тоа го одбива, меѓутоа трешао платат. Значи или дете ќе прати или ќе плати. Или ќе плати. И 90% од нив е пак платено. Каса може прими. би тие не сакаат да го во јавност експлоатират, меѓутоа ова е факт. Плаќа меѓу 13-15.000, 20.000 марки во тој период за да не учествуваат во воениот конфликт. Ајде да рачистиме таа дилема, кој се од државниот врв стоел позади таа идеја за размена на територии помеѓу Македонија и Албанија како финале или можна разврска на таа криза 2001 година. Господин Кецковски, размена на територии. Да. Кој е автор на проектот Стратегијата размена на територии? Објавено во Вечер. Тогаш заменик или главен и одговорен уредник на Вечер е Зоран Димитровски Жоро. Сега мислам заменик, главен и одговорен уредник на неделникот Фокус. Излегува, го објавува текстот за размена на територии. Се сметаше во тој период исклучително близок на Доста Димовска. Лјупчо Ѓорѓевски во некои неврзани разговори, па и ајде да речеме во едни од две интервјуа, вели дека всушност и Борис Трајковски застанал за тој проект размена на територија, дека тоа не било само ману или размислување на ману. Стојан Андов вели дека во еден период кој се плашела македонската страна дека може да изгуби многу територии, застанала за тој проект и дека Борис Трајковски го промовирал што ако изгубиме дел, каде можеме да добиеме на територија на Албанија. Еве вие бевте дел од тој процес и учесник и еден од најблиските соработници на Трајковски. Што е вистината за размена на територии? Вистината е дека целиот државен врв размислуваше за таа приказна. Размислува. Дека ману им беше на ману дадена едно барање да размислат и тие. Да дадат предлог. Да. Предлог решение. Да. Не дека државниот врв застана за тоа како проект, меѓутоа сите го знаеа, сите го размислувале, сите го дискутирале, и ние сме го дискутирале. И што требаше да дајме, освари, кој од нашиве Тетово, Гостивар, тие делови? Еве, Гостивар, Струга, Дебар немало војна, зашто да ги дајме? Не, ја колку што се сеќавам нешто делот вака слики беше ми се вртат дека требаше некој дел од таму Тетовскиот регион, некој дел од Тетовскиот регион, помал, не Гостиварскиот не беше чепнат, нешто можда Липковскиот дел, за возврат да се вратат назад мала преспа околу Охридскиот регион, околу Охридско езеро, овај регионов на Подградец, до Корча, до некој дел тука. Разговаравте со некој од албанска страна? Не. Само чисто како размислување. Ова е некакво размислување кој што дојде и кај нас во кабинет и вака го дискутиравме во тој период, ми се чини со Тавчиовски беше тогаш советник за надворешна политика. Во кабинетот? Во кабинет, да. Кога се некако проект кој што види многу добито, огромна како бомба експлодира, и да ова беше некое размислување кое што беше фрлено и во сите институции тогаш, зборам од овие три главни во држава, па се отиде специјално сите отида заедно до Мано. Тогаш експлодира та бомбата и така натаму и така натаму. Па дури Али Ахмет излезе да каже дека и тој бил против. Да, дека Лјупчо му нудел размена на територија.
Горе-доле, ова беше се што подготвивме за оваа емисија, мноштво неексклузивни информации. Ако оваа емисија ви се допадна, тогаш бидете убедени дека следната емисија има уште поексклузивни и уште подраматични информации за тоа што се случуваше во војната 2001 година. Сега само кратко видите што ќе може да гледате следната епизода. Што се случуваше во битката за Рачиново? Не може да не завземете вие едно село во рок 48 часа. Со сите капацитети на армија и на полиција. Со тенкови, со хеликоптери. Со сите капацитети. И за ништо не ни дадоа забрана. За ништо. Не. Имаше Во бели недела, знамења. бели знамења имаше. Како и кој подготвуваше државен удар 2001 година? Вие во истиот момент не знаете кој ви е непријател. На секој пункт кај што поминувавме, моите припадници ги отстрануваа полицијата од пунктовите. Со репетирање на оружјето и да одбијат од оружје полицијата. Каков беше планот и сценариото за екзекуција на Борис Трајковски и неговата фамилија? Мене ми се од Струмица, дека е поставени се бомби во домот на Трајковски, во домот на Вилма Трајковска и во Колешино и во црквата протестантска во Струмица. Дали Борис Трајковски се плашеше за својот живот пред авионската несреќа? Јас се видов со претседателот некој 7 дена, да речеме, прека 10. Пред тоа што се случи. Не беше расположен. Во центар, понеделник, 22 часот. Тука некаде е крајот на нашата емисија, останете со нас, погледнете и рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Биокрилактив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрилактив, клинички испитан производ. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? 'Cause I can. Zinajko German Lemonade. Ова беше емисијата во центар, јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Ја вечерва можете да погледнете првиот дел на интервјуто со Златко Кецковски или човекот од најблиска доверба на Борис Трајковски. Не се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде да си.